Загадувањето убива 1350 македонци годишно. На толку граѓани во државата причина за смрт била големата концентрација на штетните PM честички во воздухот и последиците од нив, алармираат од Центарот за еколошка демократија. У Македонија годишно умираат отприлика околу 1350 луѓе кои што секако има негативни импликации врз бруто домашниот производ и тоа ја чини Македонија негде отприлика 235 милиони евра на годишно ниво. Освен конкретни мерки за намалување на аерозагадувањето, неопходна е и поголема јавна свест и известување за проблемите и последиците од него. Сметаме дека од страна медиумите ваквите бројки не се елаборираат на соодветен начин и не се истражува доволно за причините на загадувањето, нели, и на импликациите од лошото управување со животната средина. Со констатациите на институциите се согласни и граѓаните. Не, ја тоа не сум чул уопште за екологија да зборат нешто. Многу ретко ги слушаме тие медиуми да зборат за екологијата, многу ретко. А тоа треба стварно и народот да се освести дека секаде треба хигиената да биде на прво место. Медиумите кажуваат, тоа се збори, тоа само тие што треба да извршуваат, слабо слушаат. За работите да се поместат напред, Центарот за еколошка демократија работи на проект за развој на еколошко истражувачко новинарство. Дел од него е и фотонадпревар на кој може да учествуваат и штипјани. Сакам да дадем еден апел на сите основни средни училишта, како вклучувајќи ги детските градинки, активно да се вклучат во конкурсот, нели, за фотографија од областата на заштита на животна средина. Меѓу другото, една од целите на проектот е да се подобри соработката меѓу граѓанските организации и медиумите. На оваа тема ќе се спроведи и национална кампања за подигање на свеста кај граѓаните за важноста на животната средина.